Од минатонеделното гостување на министерот за правда Тупанчевски во Трилинг, аферата Палермо си добива нови драмски заплети. Патувањето на обвинителката Фетаи на председателот на кривичниот суд во Кавадарци Нанев во Порто. Како да создава атмосфера, кучињата лаат, караванот си врви. Како да сме отрпнати на критиките на јавноста, од околината или што би се рекло, секое чудо за 3 дена. Дали е случајна галантноста на председателот на Фудбалската федерација на Македонија, Сејдини, инаку кадар на Муса Џафери. Кога зборуваме веќе за аферата Палермо, тука имаме проблем во кодексот. Може ли врни луѓе во судството и обвинителството да користат бенефити и при тоа да бидат во друштво со високи владини функционери? Видете, корупцијата според сите дефиниции не може да ја дефинирате. Најприфатена корупција е дефиниција за корупцијата вие кога се присвојуваат јавни добра за приватни потреби. И таа е упатена како дефиниција најгенерална. Зошто го велам ова? Затоа што таа е многу флексибилна и вие не може никого да го ограничите и да му кажете ти сега не смееш да пиеш кафе со тој или не смееш да седиш со тој. Меѓутоа, не може да одите заеднички на собиранки или на гледање на никакви надпревари, да престојувате тамо денови или сати заеднички да се дружите. Сепак, вие кои извршувате некаква функција на јавен обвинител, на министер, на судија, вие не сте јавен обвинител, министер и судија 8, 10 или 12 часа додека имате случај. Вие сте со таа функција и со таа етика и интегритет се додека не си ја затворите вратата дома. Вие нон-стоп се носите со таа функција и тоа е суштината. Не престанува со текот на работното време. Така да Дали тука гледате манифестација на моќ или отсуство на професионален и етички критериум? Јас не би рекла дека ова е манифестација на моќ. Јас би го рекла ова второто, дека постои отсуство на етички и морален критериум, бидејќи не можете вие корупцијата да дефинирате ова треба, ова не треба. Меѓутоа, генерално мора да се стават во некаква фреймворк, во некаква рамка. Овие работи за да точно имаме некакво проширување на нашиот мозочен достиг, што значи навистина корупцијата во буквален смисол. На почетокот разговорот детектиравте слабост во однос на транспарентноста на институциите, особено на високите владини функционери, па и дел од судската власт. Дали тука со тоа се остава простор за сомнеш и можност за да постои обид или сомнеш и тука за некаков вид на корупција? Дефинитивно. Вие ако немате транспарентноста и не се дава отчет, значи кога зборам отчет, не може значи да се дава отчет само на телото кое што вас ве поставило. Ова кога го зборувам за сите власти. Значи, вие ќе дадете отчет на телото кое што ве поставило. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да се поднесе и транспарентна сметка и доколку прашаат новинарите, да се прикажат не само вербални докази, туку и материјални докази. Значи, транспарентноста е нешто кое што е столбот за да се почне сериозно борбата со корупција. Дали ова ќе се заврши како и сите други афери или скандали од типот секое чудо за 3 дена? Тоа ќе биде многу страшно ако се заврши секое чудо за 3 дена. Бидејќи ако не се обелудени што се случува и како се случува, ние праќаме пораќа на граѓаните дека едноставно ако тој или тие си ги прават овие чекори, зошто па јас да не ги правам? И се праќа многу лоша порака. Само 10% од граѓаните им веруваат на судиите и обвинителите. На што се должи оваа лоша слика? На спрегата меѓу судската, извршната, обвинителската власт, бизнис елита? Видете вака сега, значи тоа се должи на све што се случува. Зашто? Заради тоа што сите тие извештаи кои што ги дава највисокото тело за борба со корупција, никако ние ги, односно не ние, него секоја власт која што ќе дојде, не оваа и претходната, ние све вербално кажуваме дека тоа е имплементирано, све е окей, дека се работи,
Ама резултатите ги нема. Кога овие ве евалуираат, ги нема. Друго нешто кое што сакам да напоменам. Ние сме ги ратификувале сите меѓународни конвенции за борба со корупцијата. Меѓутоа не се применуваат. Верувајте ми, не се применуваат. Значи, ратификувани се, вие малку подлабоко, значи, затоа велам, потребни се работилници. И тоа не на луѓето кои што се во кабинетот. Потребни се работилници на министрите. Значи, да знаат кои ќе формираат тим во нивниот кабинет или луѓе кои што работат на оваа проблематика, вакво ништо да не се повторува повеќе. Од тие причини ќе бидеме и 10, и 8, и 6, додека ние не си го најдеме проблемот во нас. На крајот, каква разврска очекувате од расветлувањето на случајот со Палермо? Тоа мора да почекаме. Значи, тоа мора да почекаме. Јас не знам кој би знаел, се надевам дека ќе биде согласно меѓународните стандарди, ќе биде едноставно транспарентно и сите да бидеме уверени дали било направено нешто спротивно од кодексот или не било. Во моментов не можам ништо да кажам, бидејќи никој не ги вида ниту еден материјален доказ. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вам.